Александар Македонски, Словомир Настасиевиќ. Мракот е од божествено потекло. Тој е татко на Хипнос и Онериос. Глава 1. Со многу нетрпение и надеж е дочекан денот на породувањето на кралицата Олимпијада. 4 факели ја осветлуваа одајата во која лежеше породилката. Облаци чад висеа под таванот, ги штипеа очите и го отежнуваа дишењето. Бидејќи капаците на прозорците воопшто не ги отвараа, не се знаеше дали надвор е ден или ноќ. Поради тоа, факелите гореа непрестојано. Кога ќе догореа, дворската прислужничка Доротеја ги заменуваше со нови. Во одајата трепереше зелена светлина. Се искреше и соблазнително ја осветлуваше постелата на кралицата, бронзените статуи на Дионис, Орфеј и Деметра, нивните безживотни лица и мртви очи. Грчот од болка врежан на лицето на божицата премина во немо очајување. Орфејовиот простодушен насмев се претвори во несрекно насетување, а главата на Дионис, малку накривена, бунтовно и предизвикувачки покажуваше на човечката смртност. Мозаикот на подот од разнобојни камчиња ја прекрашуваше светлината давајќи виолетов одблесок. Од десната страна на постелата, склопчен на перјената перница, лежеше огромен питон, љубимец на кралицата Олимпијада. Него од Африка го донесе еден роб, пратеник на прочуениот гаташ од Сидон. Тој гатач тврдеше дека змијата е стара преку 100 години и дека потекнува од светиот храм посветен на кабирите, во Тир. Питонот тука се родил и одраснал под најгрижлива нега на пунските свештеници. Робот што ја донесол змијата, веднаш бил погубен за да не ја издаде тајната на посветувањето. Добро наеден и напиен со вино, со опојни треви, умрел со пресечено грло неосетно среќен и задоволен. На гатачот, дарител, кралицата за возврат му испратила во Африка 4 млади кобри. Олимпијада питонот го засака со жарка љубов и им го посвети на Дионис и Орфеј. На тој начин го воведе во мистериозниот култ на едонските кобења. Љубимецот на кралицата, локајќи од сребрената чинија крв од загланиот роб од Африка, стана главен фактор во темниот култ на кралицата Олимпијада. Кралот Филип со гнасење се повлекуваше од одајата на кралицата, штом ќе ги изогледаше модро зелените тркала на посветениот питон покрај голото тело на својата жена. Поради тоа, тајно му нареди на лекарот Филтон да тури отров во млекото на чудовиштето. Меѓутоа, во дворот се шепотеше дека питонот е вистинскиот татко на идното дете. Се зборуваше дека Зевс, во форма на змија, во ноќ без месечина, се спарил со Олимпијада. Попусто кралот Филип со својата сила, убавина, бодрост и весел табиет ги побиваше овие мрачни предпоставки на суеверните и подмолни дворјани им годеше питонот да му биде татко на детето. Само Филтон, кралскиот лекар, недвосмислено го разбиваше злонамерното шепотење и безочно изопачување на вистината. Поради тоа дворјаните не го сакаа, а кралицата го замрази, зашто повеќе се допаѓаше Зевс да се смета за татко на нејзиното дете. Лекарот Филтон непрестајно и дене и ноќе беше покрај кралицата. Покрај него бдеаа 4 дворјани, сите со страв да не се разводи питонот кој од другата страна на постелата спиеше, откако истиот ден проголта еден дебел пес. Кралицата лежеше во полусвест, дишејќи забрзано. Лекарот ја држеше нејзината рака и го броеше пулсот. Почувствувајќи слаби чукања, забележа дека породилката дише се потешко. Филтон веднаш почна да ја масира. Дворјанката Доротеја го отвори садот со мирисот ковил и го принесе на породилката под носот. Олимпијада ги отвори очите големи, зелени и ги впери во лекарот, гледајќи го како првпат да го гледа. "Кој си ти?" рече. "Твојот лекар Филтон, зарем не ме познаваш?" Кралицата замижа. Модрите кругови под нејзините очи чудно се истакнуваа на бледото лице. Од модрикавите устни се откина шепот. "Ти си тој што го обожава Филипа, тој варварски главатар." Во одајата настана тишина. Лекарот го досигна од масата ќупчето со вино, го крена и добро отпи. 3 дена и 3 ноќи непрекинато бдење наполно му ја скрши снагата.
Четирите дворјанки на Миндерлакот се погледнуваа и шепотеа. Тие добро знаеа колку кралицата Олимпијада го презира Филипа, но се чудеа од каде тој презири спрема Филтона, Елин од Атина. Кралицата ги отвори очите. Од незиниот поглед избиваше омраза. Го презирам Демостена, рече. Го мразам тој надуен демагог и трговец на своите и тугите чувства, но гледам дека е во право кога тврди оти е Филип нечисто суштество и оти ова проклета земја не реѓа ни еден добар роб. На лицето од кралицата бело како слонова коска, јаболчниците се заруменеа. Таа му се обрна на лекарот. А ти, препредена елинска душо, наскоро ќе видиш како се однесува Филип спрема оние што го ценат и почитуваат и како го гази нивното достоинство и чест. Олимпијада се закашла. Болките ѝ го згрчија лицето. Филтон, стоејќи пред постелата, чувствуваше како му чука во слепоочниците и како му се занесува главата. Мораме да ги отвориме прозорците, рече. Сите ќе се задушиме од чад. Кралице, ако не ги кренеме капаците на прозорците, димот од факелите ќе те задуши. Дали е надвор ден или ноќ? Праша породилката. Ноќ. Тогаш отворете ги капаците. Одвратна ми е дневната светлина. Таа поминува. Само ноќта е вечна. Мракот е од божествено потекло. Тоа е татко на Хипноса и Онериса. Ке дојде време кога за секогаш ке завладее ноќ без утро. Тогаш, блазе на посветените, и Филип е посветен, но тој останал мечка од кораб. Ништо божествено нема во него. Доротеја ги расклати капаците на прозорците. Низ четирите мрачни отвори се втурна во одајата свеж воздух, помешан со миризбата на цвеќињата и исушена трева. Прозорците зјаја кон дворската бавча. Градот Пела, престолнина на кралот Филип, потона во ноќ. На небото немаше ни една звезда. Темните облаци како собрано стадо големи бизони се насобираа на небото. Оддалеку се слушаше грмење, заканувачко, подмолно, како да доаѓа од утробата на земјата. Од блесокот на секавиците се одбележуваа вравовите и гребените на планината Олимп. Питонот во одајата од кралицата почна да се вознемирува. Натеран од искосткиот нагон за самоодржување, се будеше од длабокиот сон, почувствувајќи ја брзата промена на времето. Неговите големи кругови се разликуваа и се склучуваа на прејесата перница. Кожата на главата му се набра, двете очи, стаклени, со црвена коралска боја, блеснаа кон светлината на факелот. Питонот го исправи предниот дел од телото, ја отвори устата и почна да го испушта грчестиот јазик. Беше раздразнет. Се чинеше дека ќе се фрли врз кралицата. Олимпијада ја протегна раката и го помилува по главата. Змијата ја лизна неколку пати по лицето. Четирите дворјанки, тресејќи се од страв, занемеа. Со ококорени очи го гледаа Питонот и неговата заштитничка. Повлекувајќи се кон ќошот, тие се скрија зад бронзените статуи на Дионис, Орфеј и Деметра. Филтон се повлече кон вратата. Змијата, влечејќи го по подот своето згоено тело, се приближи до еден прозорец и се исправи. Модрите кругови веднаш се изгубија во гранките и лепезестите листја. Во тишината одегна плесок на влажната земја. Виткајќи се преку топлите барички, Питонот и покрај тоа што тој ден проголта дебел пес, почна да ваќа жаби и смокови. Филтон и дворјанките полека се приближија кон постелата. Кралицата пакосно се насмеа. Што се плашите? Змијата е посветена и питома како кученце. Таа никому не му прави зло. Дворјанките се вчудовидуваа, фрлајќи ги застрашените погледи на отворениот прозор низ кој се слизна змијата. Филтон во еден метален сад со толчник мечеше крунички од диво цвеќе и го цедеше сокот. Од него правеше пијачка помешана со мед и вино. Мојот љубимец е од кралско потекло, продолжи Олимпијада. Поради тоа му ставив кралско име – Ситон, како митскиот крал во Тракија. Низ отворениот прозорец струеше свеж воздух и се повеќе го разредуваше чадот од таваните. Оддалеку уште се слушаше подмолна грамотевица и се гледаа од блесоци од секавици. Олимпијада се подкрена на лактите и проговори. Дали ја слушнавте пред малку грамотевицата? Еден гром удри во мојата утроба.
Да знаете дека ноќеска ќе се роди синот на Зевса и Олимпијада. Откако го рече тоа, ги затвори очите. Главата й падна на перницата. Пак губи свест. Блада, рече лекарот. На дворјаните им се чинеше дека кралицата е при свест. Зевс слезе од Олимп, продолжи Олимпијада. Влезе во Ситона и стана татко на моето дете. Поради тоа питомот е бесмртен. Макар што и беа очите затворени, кралицата зборуваше гласно и јасно, како да е наполно уверена во тоа што го кажува. Лекарот уште еднаш го крена ќупчето со вино. Откако отпи, убаво се насмеа. Змијата не е бесмртна. Вознемирената Доротеја фрлаше брзи погледи на лекарот и кралицата. Чувај се, Филтоне, да не улиш, рече. Со боговите нема шеги. Не улам, одврати лекарот. Кралицата е без свест и не знае што зборува. Таа блада. Ниту гром удрил во незината утроба, ниту питомот е бесмртен. Тоа е само змија и ништо повеќе. Сега лази по градината и фаќа жаби. Филтон по трет пат се напи вино од ќупчето. Силата постепено ми се враќа, рече. 3 дена и 3 ноќи неспиење и бдење тешко може да се издржи. Лекарот повторно почна да толчи крунички од цветови. Кралот Филип ми се плачеше, рече, дека веќе не може да го истрпи моткањето на змијата по градината, по ходниците и по друмите. И на неговата издржливост има крај. Ми нареди да му ставам отров во млекото и да го отепам питонот. Така ќе се види дека змијата не е бог, а кралицата ќе роди смртно дете, машко или женско. Секој што мисли поинаку, лекарот ја крена главата и се стресе. Двете големи зелени очи на кралицата го гледаа втренчено. Филтон почувствува како да му оди крвта во лицето. Олимпијада, нагласувајќи го секој збор, рече: Питонот е бесмртен и ти ќе умреш. Мораш да умреш, зашто го навреди божеството. Филтон, познавајќи го страшниот карактер на кралицата Олимпијада, почувствува што му се подготвува. Под влијание на стародревната вера, таа беше мистичарка и осветољубива. Проповедаше издржливост и аскетизам, а во настап на занесеност беше наклонета и да пролива човечка крв заради спасување на душата. Кралицата Олимпијада беше упатена во елеусински мистерии, волшебни работи, магиски кругови, магии и употреба на реликвии од погубените злосторници. Оттаму и незината љубов спрема змиите што ги негуваше мајчински во своите одеи, подруми, дворецот и во градината. Презирот кон Филипа потекна од Елада, каде што никој поинаку и не го викаше туку варварски главатар. Меѓутоа изгледа на кралот му беше сеедно што се мисли што се зборува за него. На навреди од тој вид реагираше само кога беше пијан, па и тогаш ретко. Кралот Филип имаше далекосежни планови и ним целиот им се посвети. Имаше намера да се добере до пристаништето кај градот Амфиполј и оттаму преку островот Стас и Самотрака да стаса до Фригија. Така би го држал под своја власт целиот северен блек на Тракиското море. Перменион, неговиот истакнат војсководител, со многу напори војуваше во Италија, вложувајќи ги сите сили да ги покори незаузданите варварски племиња. Поради тоа, кралот не можеше да се обзира на занесенечките побожности на својата жена. Него единствено го изфрлаше од такт шеткањето на змиите по дворот. Кралот повеќе пати се зарекуваше дека сета поганаштија ќе ја отруе наспроти истапите и заканувањата на кралицата. Кралот Филтон, борејќи се со чувството на страф и должност, застана кај вратата. Олимпијада заусти уште нешто да му префрли, се подкрена на лактике, светкајќи со очите, но падна на зглавието, породилните болки и го згрчија лицето. Телото й се собра и испржи. Неколку пати врескањето ја наруши тишината. Под покривачот се чу славичок детски плач. Лекарот и дворјанките притрчаа кон постелката и го отвоја дедето од родилката. Откако ја сврши бргу својата работа, Филтон со трчање излезе од одајата на кралицата и скоро нарета на групата луѓе која вравејќи се приближуваше. Кралот Филип, опколен од дворјани и офицери, викна: "Што е, Филтоне, какви вести носиш?" "Добри, кралицата роди наследник на престолот, но запамети, кралу, што ќе ти речам, детето е родено со руса коса, ти си му татко и никој друг." Филип, и зачуден и израдуван, сакаше нешто да каже и веќе заусти, но го прекина Пердика. "А кралицата ќе остане ли жива?" Лекарот ги крена рамениците. "Тоа засега не може да се тврди," рече, "но изгледа дека ќе остане, зашто таа е под заштита на боговите."
Под заштита на демоните, се насмеа Филип. Премногу е лошо за да може да умре млада. Од одајата на кралицата истраша дворјанката Доротеја, викајќи со цел глас: Радувајте се сите, кралот Филип доби наследник на престолот. Филип и неговата придружба влегоа во одајата на кралицата. Детето со руса коса плачеше на мајчините гради. Олимпијада го гледаше со своите зелени очи кралот и дворјаните. Сините кругови уште повеќе изразити ја истакнуваа белината на низиното лице и врат како да ги зголемуваа и без тоа крупните очи со долги свиткани клепки. Од некаде се појави Аристандар, гатач и пророк, наметнат со бело наметало со многу набори. Му се поклони на кралот и му рече: Радувај се, Филипе, татко на македонскиот народ и крал на сите кралеви. Твојот син ќе те престаса. Нека дадат боговите, се насмеа Филип. Откако постојат дарови на светот, пророците така зборуваат за секој новороден наследник на престолот. И Олимпијада гласно се насмеа. Само ништожни татковци, рече, им завидуваат на своите славни синови. Аристандар, непогрешливиот гатач и пророк, рече дека синот ќе те надмине. Така и ќе биде, зашто ти си обичен варварски главатар. Жими сончевата светлина, пламна кралот, ќе наредам во мојава земја на сите елини да им се пресечат главите. Тие се со своите мрачни мистерии ја отроја душата на мојата жена. Таму, меѓу они атински лажливци, речено е дека сум варвар. Но ќе дојде време кога Филип, македонскиот крал, ќе им покаже на тие надмени филозофи што е вистинска добродетел, храброст и човечко достоинство. Кралот застана и со поглед ги опфати сите присутни. Да, рече, синот нека ме престаса ако му дале боговите николец на сила и способност. Јас, од своја страна, ќе му осигурам основа за живот и владење. Наспроти се, од се срце сакам ова дете, ако Зевс му подари живот, да не наследи ништо од епирската надменост. Но рано е за предвидување. Сега е момент кога треба да го прославиме раѓањето на наследникот на престолот. Да одиме сите на гозба во ловечката сала. Филип појде кон вратата. Застанете, викна кралицата. Јадете колку што сакате, пите уште повеќе и веселете се, но најнапред доветете го лекарот Филтон. Пердика, заповедник на гардата кралска придружба, застана. Олимпијада му дофрли. Доведете го жив или донесете ми ја неговата глава. Ке биде по твоја волја, пресветла керко на Деметра и Дионист. Пердика, смејки се снисходливо, тргна по групата дворјани кои го придружуваа кралот. Филип се упати кон ловечката сала, каде што во ќошот гореше голем оган, а крај него наражни се вртеа дебели овци и прасиња. Робовите од Етиопија беа готови секој момент да го преполнат масите со месо, парчиња леб, чини полни со козјо сирење, чини со мед, ќупови овоши и сребрени пехари полни со вино. Кралот Филип, навистина на варварски начин, приредуваше госби.